Алданов, уште еден македонски репрезентативец, кој што не ги заврши претходно своите настапи според посакувањата. Точно, Бобан изгуби во една борба од борачот од Белорусија, меѓутоа победи турскиот репрезентативец, направи силна победа. Сега овие борачи всушност се борат за второ место во категоријата. Да, таму Алексеј и Николаев од Белорусија е најдобриот. Најдобриот, меѓутоа во оваа категорија сакам да напоменам дека тука буквално имаше представници од скоро сите држави кои учествува и многу квалитетни. Така да и Бобан е еден од нашите поквалитетни борачи во оваа категорија. И сметам дека ќе биде изедначено, меѓутоа мислам дека ќе искористи домашната публика, домашниот терен за да победи. Да, не е беззначено тоа, затоа што и тој се подготвува за настапот на Европските игри во Баку, пред настапот на ова завршно негово појавување на Душекот, изјави подобро тука него, одошто во Баку да загуби борба, како и да е со многу амбиции нашите борачи кои ќе настапат на Европските игри во пресред на тој најголем настан оваа година, заедно со светското првенство што ќе биде таму некаде во септември, октомври, ми се чини во Лас Вегас. Светското. Тоа што се фактички првиот круг на квалификации за Олимписките игри. Тука сакам да го посечам и тренерот кој е моментално ангажиран од Украина, што е со украинско државјанство од Русија, од Калининград и е преку Светската борачка федерација како помош на Македонија за развој на борењето и работи со репрезентативците во Македонија и ние многу од голема помош се работи за Микола Корнеев, многу квалитетен стручник и терен кој моментално е во Штип и тука ги изведува тренировки по потреба во Скопје или каде што одат борачите на подготовки во Бугарија или било каде, тоа е со нив, заедно со Лузи Врнези, вклучувајќи тука и Виктор Богданов како тренер на борички клуб Балканец. И ние многу важен и од многу голема корист, бидејќи не само како стручно лице кое знае да помогне, меѓутоа и логистиката што ни ја дава во однос на препознатливост на него. Тој беше 13 години тренер во Англија, така да со забележителни резултати и таму. Во секој случај едно значајно познато име во борењето и добро е тоа што неколку мина млади борачи кои што има изворена кариера можат да учат од него и да се надградуваат во својот занајат, а нашите борачи кои што се актуелни да напредуваат во своите резултати кои што ги имаат на меѓународна сцена. Еве сега одлично Данов дојде за противникот 2 поена, обид да освои уште 2, меѓутоа ми се чини дека премногу некако се залепи за Душекот. Тоа се огромни борачи, гледате дека се огромна маса и тука сега треба да се вложи многу труд, треба да се искористи противникот, кој тој ќе веќе постави позиција да биде на легнат и многу тешко се креа противникот. Значи тоа што треба, уште стартот можеби требаше да се изреагира брзо додека тој уште не е стабилизиран да го однесе или да ја бара раката во однос на многу полесно за да го елиминира како може да се брани од едната страна. Мала лекарска интервенција. Интересно, еден од поранешните учесници во оној успех од 95-та година, лекарот Роберт Велков. Да, Роберт Велков. Ја укажа таа лекарска помош. Да, тој беше во 2 мандата и градоначалник на Радош, меѓутоа да гледате љубовта кон борењето и денес и тука е тој со нас. Тоа е политичка функција, ова е друго, не? Тој поминавме, видите, тогаш тие моменти кога беа борбите за европската титула беа неверојатни. Тоа што се случуваше, мислам дека многу тешко во овој момент да се доживее и тоа што го доживеавме, ние беше страшно нешто неверојатно. Значи не се работеше за ништо друго, туку тој успех, таа маса на луѓето, таа чест што беше направена беше огромна. И оваа чест што е сега тука, од аспект на тоа дека поранешниот претседател не само на Бучим Јака, туку и на Боричката федерација на Македонија или Сојузот на борички спортови тогаш Ванчо Чифлиганец и сегашниот претседател на Федерација на борички спортови на Македонија Чедо Николовски, уште едно истакнато име на македонското борење, се тука присутни. Рековме и од аспект на државата, директорот на Агенцијата за млади спорт Марија Спасински, кој што ги помага овие манифестации традиционални кои што ја прославуваат Република Македонија во меѓународни, во европски, во светски рамки. Едноставно концентрација на онаа генерација која што беше
одлична, трофејна од 95-та година, па борачи кои што во претходниот период нитоа како постигнуваа врвни резултати, како што е Јулизим Вранези, сегашниот еден од тренерите на македонската репрезентација, рековме во координација со Корнеев, кој што е тука по она програма во која имаме можност да ги развиваме тие млади наши спортисти. Го споменавме сегашниот лекар и поранешен борач и поранешен градоначалник, Велков и така накако. Едноставно некако јадрото е тука, сите оние кои што биле или се помалку или повеќе инволвирани со голем ентузијазам се тука присутни на ова издание на Македонскиот бисер. Точно, тука значи имаме голем број на квалитетни борачи порно што го одбележале своето време на некој начин. Значи ова година за прв пат се организира борењето. Браво за Бобан, еве уште 2 поена и мислам дека ќе го стабилизира малку, сега треба да внимава. Значи овој пат организацијата гледате дека е малку поразлична во еден друг правец и тука во покрај агенција, значи Федерација на борички спортови, председател Чеdomir Николски, меѓутоа значи и комплетниот тим за организација на ово првенство. Тука агенцијата исто така за млади спорт, многу благодарност и до директорот Маријан Спасовски кој исто така обезбедија средства да се сето ова да се покрие, значи буквално да нема никаков проблем, меѓутоа и до генералниот секретар на спортските федерации Борче Боев кој на некој начин исто така вложи многу во успе да ги интегрира некако сите конци во своите раце ги има. Сакам само да напоменам секако тука и тренерот на векот Насев Беского практично и овие надпреварување не би биле тоа што се, затоа што буквално од првиот турнир е така, а сега 4-2 таму на семафорот, многу интересно, повторно веројатно лекарот ќе треба да интервенира. Точно така, тука е Насев, тука е председателот на Балканец Стојан Колев, тука е Сократев Тиловски, Зоран Шоров, Назми Али, значи огромен број на борачи кои на некој начин дале го допринеле за развој на ово борење. Тука е еден наш пријател од Бугарија, Людмил Канделаров, кој е еден од поквалитетните суди во светот. И тој е денес тука како гостин на нашата федерација. Меѓутоа тука се малку и не се само од борењето, само да се надоврзам. Тука и председателот на боксерската федерација на Македонија, професор доктор Војан Настевски, заедно со Руждија Калач, еден од најдобрите тренери што ги имаме воопшто. Да, тоа се мои двајца професори кога јас студирав таму, буквално и двајцата ми предаваа. Таму, да, поздрав. Добро, да се вратиме. Тука веќе интересно станува борбата, останува уште една минута и Бобан изгуби тука 2 поена и секој треба да внимава случајно да не се случи нешто, бидејќи доколку сега освои Словакот поени, тогаш веќе ќе биде голем проблем за Бобан. Да, веќе сме во последната минута од борбата и Бобан Данов е поранешен двоен победник на надпреварите на македонскиот бисер во оваа најтешка категорија. Секогаш имал тешки противници, затоа што не само според килограмите, и квалитет. Борачи, тој има освоено медал и на кадетското првенство, на кадетските европски првенства, меѓутоа минатата година и предминатата беше исто освои медал на сега веќе е проблем. На Медитерански тигри, каде го освои второто и третото место. Да, овие сега зафати му носат на Словакот шанса да дојде до пресврт, да видиме Данов успева да сега да се одбрани и да се залепи за душекот. Во последните 10 секунди влегуваме со резултат 4-4. Ова е некако вистинско финале на се ова што го гледаме на турнирот. Не е финале во категоријата затоа што е борба за втора позиција, рековме, меѓутоа 4-4 на 8 секунди до крајот, многу атрактивно. Да, меѓутоа тука веќе губи Бобан борбата. Штета што 4-4, меѓутоа овој освои Словакот последен поен. Штета за Бобан. Инаку мислам дека е многу поквалитетен во однос на Словакот, меѓутоа тоа е тоа. Не знам, Љубиша Пешков кој што го помага на Корнеев. Рековме дека можеби овие грешки нема да му се повторат на европското првенство. На европските игри, да, во Баку. Да. Како и да е, една многу неизвестна, напорна, тешка борба во сите 6 минути, 4-4. Многу квалитетно. Словакот повисок, покорпулентен некако, но се работи за двајца одлични надпреварувачи, спортски нормално. Да добија борбата. Спортски поздрав за крајот на изворените надпреварувачи во категорија 125 килограми. Словакот Стефан Војчак успева да дојде до првото место. И еве Димков тука некаде е и крајот на овие борби, вкупно 8 во категориите кои што беа предвидени за ова вечерна сесија.
Не беа сите класични финалиња, некои од нив да. Еве како едно заокружување на овој коментар кој што го имаме заеднички. Генерално добро е што ги видовме овие проверки на македонските напреварувачи пред се на репрезентативците кои треба да ги видиме на европските игри во Баку. Во секој случај македонскиот бисер уште еднаш го покажа својот квалитет. Се продолжи една традиција, 39 години поред, рековме, почна преку Струга, заврши тука. Еден од луѓето кои цело време тоа го градеа, тоа беше Насе Насев, кои почетниците на овој бисер се врзели токму и за него. Мислам дека на некој начин видовме квалитетни борби, имаме добри резултати, со надеж дека